Здраво, јас сум Марио Мицковски. До сега сум бил на од две олимпијади во Абу Даби и во Америка. Во Америка освоив златно и сребро, на Карал освоив второ, а на грбно освоив прво. Во Дубај освоив две златни медали, Карал и грбно и штафета. Марио Мицковски, едно момче од 22 години. Тоа е дете односно секогаш дете за нас родителите, секогаш се деца со Даунов синдром. Фактички тоа не е некое заболување, но тоа е едно резултат на хромозомско пореметување уште во стартот, уште во зачнувањето. Карактеристично за овој синдром е тоа што се деца се лица со интелектуална попречност, освен некои други што ги имаат проблеми што се телесни. Пливањето ми е одлично, дека ја сакам многу водата. Имаме многу тренинзи што треба да постигнам резултати. Од мал почнав, зашто ни се малце така попунички, потромички и така, почнав да го носам на базен, на пливање, го исполнуваше тоа и секако му допринесе во самиот физички развој да биде по мускулатурата појак, поисполнет, со амбиции за победи, да се радува на победите. Тоа се виде во што учествуваше на големи настани за овие лица, тоа се специјалните олимписки игри, летните специјални олимписки игри кои се одржуваат на светско ниво на 4 години. Прв пат отиде во 2015 во Лос Анџелес во Америка и тогаш освои злато и сребро и тогаш видов дека на него многу му значи затоа што беше пресреќен после добивањето на тие медали. Во 2019 учествуваше, беше во Дубај исто пливање, таму освои 2 златни медали. Ова е од Абу Даби, освоив 2 златни медали и таму ги согредивме. Ова е од Америка 2015 година, кога бев освоив златен медал и сребрен медал. Ова е од град што освои второ место со танцот Евгенија, кога настапавме за преку специјална олимпијада. Марио како атлета веќе подолго време тренира, го пратам, ми вроди некоја верба дека буквално не се разликува од обичните деца, тој дава напор, се вложува целосно во задачите кои што му ги давам и мислам дека на овие олимписки игри ќе направи еден прекрасен резултат за кој што сите ние ќе се гордееме. Сега имаат наредна олимпијада им е во Германија, сега летово во јуни негде во Берлин ќе биде. Па сега ќе видиме како ќе биде конкуренција, како ќе бидат спремни. Од многу работи зависи кај што ќе биде. Важно он има желба повторно да има одредени успеси, нели? Сега ме очекува светски олимписки игри во Германија и се надевам пак ќе земам златен медал. Мислам дека е многу исполнет и кај него се јавува таа амбиција за успеси во други полиња, не само спортот, него да речеме сака и танц, сака пење, значи он едноставно се дава себе си максимум, сака да биде све колку е можно подобро сето тоа што го прави да го направи. Искачам на баскет со моите другари од мало, дружење
Одам 2 пати неделно на базен, сабота и недела. Сега нам во дневниот центар што ме зимат со комбе. За оди и враќање. Таму имаме дружење со нашите другари. Ја сакам многу да пеам и танцување во танцот Еорека и Ветерница. Треба сите да искачат од дома, бидејќи е затворен денот. Треба да искачаме редовно. Било каде, еве у кафич негде, на кафе ке седнеме, комуникација, пиешување и спортување. Јас би им препорачала пред се на родителите да вложуваат доста во овие лица, посебно доека се помали, затоа што доека се помали повеќе сакаат, да речеме, многу работи кои ќе станат повозрастни, потешко се изведуваат од дома. Би им препорачала максимално да се ангажираат, значи да пробуваат многу работи, за да видат каде детето ќе се најде, што би сакало повеќе. И секако да се гради кај нив таа амбиција, нели, за да постигнуваат одредени успеси, затоа што само таа амбиција ги води нешто да прават ново и подобри да бидат во она што го работат, нели. Можам да дадам една порака. Всушност спортот не познава граници. Би дал порака до сите родители кои што се разбира имаат деца со интелектуална попреченост, да бидат храбри и да ги пуштат децата на било кој спорт, затоа што знаеме дека самиот спорт само може да им помогне. Не само што ќе им помогне, него ќе им олесни на родителите да гледаат како нивните деца се забавуваат. Еве, например, тука на базен, тие успешно ги совладуваат сите техники кои што ќе им бидат зададени од тренерот. И навистина не гледам ама баш никакви негативни причини, освен позитивен аспект на спортот кој што може да им го пружи. Важно, он е среќен, исполнет, има дружење одредено, нели? И тоа се надевам дека ќе биде подобро и подобро натака. За